Каков ќе биде исходот од втората активирана бомба против генсекот Драги Рашковски, која повторно го поврза со двајца функционери? Дали навистина наместил тендер вреден 7 милиони евра или сепак бил принципиелен административец? И по второто продолжение на објавениот разговор, Рашковски останува на својот став. Оставка нема да поднесе, а за сите обвинувања крајниот збор ќе го има судот. Рашковски преку социјалните мрежи порача јавноста одговорите да ги бара на адресата на италијанската фирма Леонардо. Многу е едноставен одговорот на сите обвинувања. Јавете се во компанијата Леонардо и прашајте дали генералниот секретар ви побарал материјална или друг вид на корист било кога. Премиерот Зоран Заев овој пат не рече категорично не за оставката. Прво ќе го слушнал разговорот, па потоа ќе одлучил. Дозволете да ги видам аргументите, снимките се. Јас внимателно ја следам и будно јавноста за околу сите овие постапки. Секако стојам на ставовите, како што реков, не треба никој кој што добил задача, чест и одговорност да извршува јавна функција, да биде сервис на граѓаните, да биде на некој начин, како што реков, боксерска вреќа. Овие нови моменти следуваат откако економски лидер објави продолжение од разговорот во кој се слуша гласот на Рашковски, но и на тогашниот технички директор на контролата на летање Климент Чапуњовски и директорот и председател на управниот одбор на компанијата Николче Тасески. Порталот пренесува дека Рашковски знаел дека не смее да разговара со италијанските представници на Леонардо, но инсистирал МНАФ да го протне тендерот. По ова се јави опозицијската ВМРО-ДПМН која продолжи со своите обвинувања. Според слушнатото од аудио разговорот се наметнува уште едно прашање што е предмет на истрага, а го прават лицата кои се предмет на аудио снимката. Признава ли Рашковски директно дека набавката е криминална и може да биде предмет на истрага? Сметаме дека е крајно време јавното обвинителство да се заинтересира за овој случај со 7 милионската аванта која Драги Рашковски по насока од страна на Зоран Заев ја договара со фирмата Леонардо. Еден ТВ стапи во контакт со Рашковски, кој пак ја повика Василевска во ТВ дуел во нашата телевизија. Но откако стапиме во контакт и со универзитетската професорка, таа ја одби поканата со образложение дека сега на потек е обвинителството да го истражи случајот. По низата бурни реакции во јавноста се огласи и МНАФ, од каде што најавија тужби. За тоа дали Рашковски го наместил тендерот ќе истражува и антикорупцијска, оттаму најавија и доколку тој не си поднесе оставка по нова година, ќе биде меѓу првите кои ќе добие предавање по етика. По скандалот, Рашковски тврдеше дека изборот го направил откако владата воочила дека спроведувањето на тендерот доцнал 4 години. Задачата Рашковски ја добил од Заев, кој пак тогаш застана во негова одбрана.